Основните столбови на проектот се интервенција во зголемување на противпожарни, односно набавка на софистицирана опрема за нивното работење, потоа работење со подигнување на свеста на населението во двата региони за превенција на пожари предизвикани од човечки фактор и можеби најважното, барем според нас како имплементатор, како водечки партнер на овој проект, овој проект ќе резултира со верификација на еден документ, план за заедничко дејствување при пожари меѓу двата прекогранични региони, кој што план ќе биде потпишан на политичко регионално ниво од страна на Советот за развој на Пелагонскиот регион и од страна на Советот на Македонија од Република Грција. Ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή παρουσίαση ενός έργου σημαντικού, το οποίο υλοποιείται μεταξύ των δύο χωρών. Сакал да го поздравам од почнувањето на оваа програма со цел за заедничка соработка на двете држави и овозможување на подобра заштита во врска со пожарите и штетите кои што ги нанесуваат на регионите. Ваквиот вид на активности секогаш сме тука да ги поддржиме, се со цел за унапредување и овозможување на подобар живот на двата региони од Западна Македонија и регионот на Пелагонија. Се надевам дека ваквиот вид на активности ќе продолжат во најдобар ред и секако од нив ќе бенефитираат, тоест ќе имаат бенефиции населението кој што живее во тие региони. Καιρό είναι να καταλάβουμε ότι συνεργαζόμενοι μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Би сакал да нагласам дека ова представува соработка која што ќе возможи бенефиции за населението од двата региони и секако да нагласам дека штетите кои што можат да настанат буквално немаат граници. Би сакал да нагласам дека политиката треба да им ја оставиме на политичарите и на лицата кои што се занимаваат со истата, а ние секако да се заангажираме и да овозможиме повеќе подобри услови за нашите граѓани кои што всушност гласаат за нас, тоест го не поддржуваат во секој смисол.